Велика Британија нема да ја напушти Европската Унија во петок, туку на ноќта на вештерките. Иронијата е неизбежна за остатокот на Европа, но не и за островото. Процесот го истошти британското општество до степен кога сите сакаат едноставно да заврши, без разлика на исходот. Поради тоа опозицијата ги исфрли сите можни обвинувања за премиерката Меј, владата во Даунинг Стрит 10 и Ториевското мнозинство во парламентот. Some on the Conservative benches want nothing more than to use Brexit to create a race to the bottom, opening up our economy to US big pharma companies in our National Health Service, hormone-treated beef on our plates, slash workers' rights and consumer standards, and to have the UK become a virtual tax haven on the shores of Europe. Обвинувања се расфрлаат денеска во британскиот парламент. Занемарувајќи ги критиките кон нивните редови, дел од ториевците својот гнев поради новото продолжување на Брекзит го насочија кон премиерката. Does my right honourable friend, the Prime Minister, appreciate the anger that her abject surrender last night has generated across the country, having broken 100 times, promises 100 times not to extend the time? Меј, која го брифираше парламентот за резултатите од вонредниот самит во Брисел, изрази надеж дека разликите меѓу политичките партии и фракции во Британија ќе бидат надминати. This is not the normal way of British politics, and it is uncomfortable for many in both the government and opposition parties. Reaching an agreement will not be easy, because to be successful, it will require both sides to make compromises. Првичните реакции на одложувањето, кое е прилично големо и навестува доволно простор за постигнување компромис во британскиот парламент, не најавуваат дека тој ќе биде постигнат. Најверојатно сметајќи дека има доволно време, британските политичари дебатата за потенцијалните решенија ја одложија за понатаму, а започнаа од меѓусебните обвинувања. Затоа и не би било големо изненадување ако на есен повторно се случи Меј или можеби некој друг премиер да бара ново продолжување од Брисел.